Čekam na mase da se soba pluje. Добро вечер и здраво живот на сите. Вечерва психоманија, тоест ја мојата маленкост Борислав Стилковиќ психо, сум во Стајковци. Денеска се прават 6 години, така? 6 години од поплавата во Стајковци, страшната поплава која што не беше запамтена до тогаш на ова подрачје на Скопје. Гостин вечерва ми е Александар Петровски, Паштета. Само мал поглас го видиш. Така. Паштета ми е редовен гледач, иначе е патриот, мој пријател, долгогодишен. И што друго да кажем Паштета за тебе? Човекот што ги ремети буквално машки онака комунистичките одроди. Може така да на јазикот. Така. Значи, еве, веќе имаме и поздрави. Поздрав до Петар во Австралија. Он ме поздравува и ние го поздравуваме него. Поздрав и до таму. Биле, вика, значи, наш човек. По-наш не може да биде, биле. Вака, ја Паштета ќе те викам. Слободно. Пошто така те викам у секоја емисија. Па и по дома. Значи, вака, пред 6 години тука се случи една трагедија која што буквално, да кажем, го загрози село. Да. Колку жртви имаше? 22 жртви. 22 жртви. 22 жртви, 6 август 2016 година. Искрено не би сакал многу да говорам на ова, бидејќи е стварно навистина болна тема за ова населено место и за наша општина, да речем. Не би овде што се наоѓа, страшно, искрено не би сакал ни најмалку во 2 реченици само сакам да кажам со една реченица, никогаш да не се повтора. Се друго е окей. Тогаш целиот град се мобилизираше да помогне. Доаѓа многу волонтери. Премногу, да не речам и надвор од Скопје. Искрено сите градови, да не набројувам или да биде тој. Но искрено од секаде, буквално од секаде. Целата армија се беше вклучена тука. И сакал да посочам дека тогаш и сите партии помогна, како организации. ВМРО-ДПМН тогаш беше се уште на власт. Премиерот помагаше тука. Многу јавни личности, многу функционери. Буквално секој кој што сакаше искрено да помогне беше дали овде, дали во село Сингелич, дали било каде, во секој дел што беше опфатен од... И рака на срце, ама прилично брзо беше речено. Да. Може да кажам искрено, да не претарам 7 до 10 дена, буквално да се возможи нормално не, али толку нормален живот да се функционира. Не можеме да кажеме дека немало некој да донесе храна, помош, приватни организации, државни, буквална смисла
благодарност до сите што помогнаа искрено мене како дел од местната заедница на населено место Стајковци, лично од моје име како Александар Петровски, да се заблагодарам на сите тогаш, со надеж дека никогаш повеќе нема да ни треба таква помош. На краја дека не чува Господ, видовме што е и никогаш да не се повтори. Како член на местната заедница, дали се извлекоа некои поуки од тогаш? Примереве, каналиве што идат покрај обиколница, другиве канали отпусти што се собираат до мицата. Дали се... Да, у глобала види, како да ви кажам, знаете, она сами сме си криви за тоа. Едноставно, на каналот се чисти една-два пати годишно, ама не може од човечкиот фактор, сами си го правиме тоа. И кога ќе го осетиме на својата кожа, тоа е боли. Па тај, може сите да придонесеме за тој канал, ако е за тоа, да биде за тоа. Може да биде тој канал за се што ручиме дома, за ѓубрето, осталиците или слично. Дали се сега речисти? Сега да, во моментот имаме мал проблем што се во средина во населеното место каналот. Ајде, и ќе навлезам пак, пошто, како што кажав, немам влакна на јазикот, почна да се гради пред година и нешто не после толку турбуленции, следува избори, почна да копаат, нормално, местна заедница е сепак институцијата, е неблагодарна работа или неплатена работа, или е сепак институција. И викаме, чекайте, дај да видиме што се прави во нашето населено место. Доаѓаме до сознание дека некој на своја глава земал проект, верували или не, од Кратовска река, со корито од 3 метри и почнува да гради канал на улица каде што се обраќа автобусот со број 65 и нели таму е последната 65-ка и не размислува дека во тој канал, да не одам предалеку на боли што би изгледали слично, сепак треба да одат деца. Отворен канал, проект Кратовска река, корито. Значи само преземен. И некој сакаше тоа да го подгутне како еве ја нешто направив за ова населено место. Еве, да кажем, поранешниот градоначалник тој канал сакаше да си го направи пред врата, буквално пред врата. Говориме за Борче. И некако ете, изреагиравме, стопиравме сега и еве кај да сме, ќе си го направиме како што треба да биде. Деновиве почна се расчистување на стариот, кој се уште се расчистува и не е довршен. Се надевам брза реализација и на тоа и продолжуваме нагоре за да кажеме дека не може да каже 100%, но сепак тоа е елементарна непогода, никогаш не се знае што ќе ни донесе Господе тој. И дали ќе се повтори, не Боже? Така, јасно. Мислам дека е делимично решен тој проблем, барем за ова населено место. Тогаш имаше, дали се спекулации или е тоа фактичката состојба дека поплавата била предизвикана од Смилковско езеро и од водите од поројот што беше од Скопската тргина. Искрено да ви кажам, овде треба да бидеме благодарни на обиколницата која го спречи оној голем удар, страшно големиот удар, кој го спречи он. И ја разнесе водата на две страни. Која едната оди према Смилковската езера, другата оди према оттокот. Да не беше обиколницата, се уште ќе се градеше Стајковци. Така да тие спекулации ние можеме да кажуваме и земе карти или слично или така требало да биде. Јас барем така имам сватено, или Господ е годен, така требало да биде. Друга работа, да не разговараме веќе таа тема, пошто сега може да се предвиди тема. Стварно болна тема и еве Стајковци се наоѓаме во центарот на Стајковци, поточно кај што беше штабот. Кризниот штаб во тоа време, основното училиште Кирил и Методи. Тука беше обична автопутска постројка со паркинг. Денеска има кафичи, има луѓе, раздвиженост. Па да, види, ние 4 години уназад бевме доста уназадени,
Пошто имавме нели соодветен лидер на нашата општина кој живееше тука, али не го интересираше тоа што живее тука. Едноставно не знам како да ви објаснам, све друго го интересираше, освен своите комши. И сега кога дојде новиот градоначалник, Искрено со работката, значи не зборам лично, зборам местна заедница, општина Газивал. Перфектно, секоја потреба. Верувајте, во Стајков 4 години веќе пропален мрак. Значи молевме да нас јави. Да, Стајков се. Стајков се град по град. Стајков се. Не е веќе село, туку е град по град. Како да ви објаснам. Едно прекрасно место за живење. Мирно, културно пред се, убав народ. А сега види, с обзир дека и градоначалникот е убав, и паметен, и млад, и амбициозен, рака на срце не само тука во Стајковци, имам приметено дека скоро во цела Гази Баба има прилично доста направи. Ми се допаѓа сето тоа што го прави. Има надеж во него, пред се млад генерација, млади сме. Немаме 40. Така да респект за се ова што како оди како протокол, респект. Едно големо браво, еве, чисто Боби, ако гледаш, браво, продолжи така. Тоа е тоа. Уште една работа, ево вака сега да се похвалиме. Значи почит кон хероите. Хероите никогаш не умираат. Во Стајковци даде еден од последните херои, да кажеме, за Македонија. Во диво населје Да, и многу убаво пишува. Бобан Ивановски, да. Бобан Ивановиќ е од Стајковци и загина во диво населје, бранејќи ја Македонија од терористичките орди кои што има во план да ја дестабилизираат државата, да прават терористички напади, но тие терористички орди заради партијата која што е на власт 20 години од албанскиот блок, која што не почитува договори, не почитува оној фамозен мајски договор победник со победник. Денес од диво населје само колку беа осудени 16 души. Па да, тоа не беше тероризам, тероризам се 27 април, тоа не беше тероризам, едноставно еве Паштета и Цико се начукале вечерва и едноставно почнале да псујат. Тоа е тероризам. Тоа е тероризам, а 27 април е тероризам, а ова е онака журка, како да ти кажам, журка. Многу во. Пукале со пластични пиштоли на вода, како овој пред Мавровка што беше последниот. Ваму сакале или да отстранат одродени политичари, а ваму се убиени нечими родители чеда. Абе судство, сепак. Па не само до судството, туку и до владеачката гарнитура, која што и тогаш во диво населје отиде да им даде поддршка на тие што сакаа да дестабилизираат државата, а денеска ќе гледаме и зашто. Отиште за тоа што ја разградуваат комплет држава. Секој си ита кон својата цел, они имаат цел и целта си ја тераат. Ние имаме муавети, сознанија, докази, но немаме сила, немаме храброст. Ние имаме храброст. Македонец без, ќе се изразам уште без паша. Види, мислех дека во сите војски и овие на НАТО сега ги признаваат нашите војници како најпрофесионални, најхрабри, најизвршителни. Само нашиве, нашава Славјанка и пред тоа Радмила Шекеринска не ги вреднуваа нашите војници. Види, за армија, пошто јас сум дел, што бил во војска, ја пати последната генерација на 9 месеци, знам што е војска.
Имаме го. Имаме луѓе што стварно ќе сакаат посетуваат да работат слика. Ама пак ќе кажам, на таа војска и треба некој што ќе биде. Треба командант. Да донесеш командант, што не можеш да му зброиш униформа, малку не ми е... Нема логика. Затоа што јас кога сум стоел во чета, мојот командант кој удреше со ногата, мене ми беше срам да не оди. А сега командантот седи у канцеларија. Не може да удри со нога, едноставно, не може да крени нога. Али добро. Добро, може му е брза на нога. Да видиме, пошто имаме и пораки. И Касап не поздравува. Поздрав до Касап. Поздрав до Малта. Еве го и Тони Шајка исто не поздравува. Стајковци живее Тони. Па да ти кажам, јас добив културен шок кога дојдов сега во Стајковци после 3 години. 3 години од прилика. Не сум бил во Стајковци и буквално добив културен шок колку е убаво направено. Да видиме друг кој имаше. Ацо Тошта, поздрав до Ацо Тошта. Ацо Тошта, кога беа поплавите, беше еден од поактивните доброволци тука, кој што работеше баш онака машки. Дури кога доаѓаше премиерот со него бара работеше. Поздрав до Ацо Тошта, брато издржи уште малце, така да правдината ќе дојде и на твоја страна. Видиме кој има уште што не поздравува. Голем поздрав и до Зора Николовска. И Борис Делев не поздравува. Здраво Борис, здраво име. Па ако сакаш можеш и да се вклучиш на телефон да направиме млад. Мајцата ми е многу убава, фала за мајцата. Немаме што. Дури да испраја мајцата бе не те видам. Така. Не е до мајцата, јас сум деве. Иначе, паштета, колку ја следиш ти глобална дешавка политика? Доста добро. И доста долго. Не знам што да ти кажам. На денешен ден, во 43-та, американците, тие денеска што глумат поборници против нуклеарните бомби, ја првата нуклеарна бомба во светот и убија 180.000 луѓе во Хирошима. Се поклопува со нашава Хирошима. Тие кои што фрлија бомба, денеска глумат лудило дека се плаше дека некој друг ќе фрли бомба. И мировници. Да, Они се мировници. Да. Тие кои што убија 180.000 луѓе во еден момент со нуклеарна бомба, денеска зборат за демократија и за дека некој друг ќе фрлил бомба. Види, стравот носи ја чува, јас пак го кажам. А зашто е така, знаат и они самите, нели? Пошто све во животот што прави, тука едно има, нели, го прваш и се вика бумернг. Се враќа. Се се враќа. Тоа ви од Австралија најубаво го знаат, Се се враќа. но американците немаат бумеранзи, не знам. Ама затоа старите викаат и кај нив, значи од каде и да дошле, таа стара народна поговорка, вика што ќе фрлиш позади себе, ќе најдеш пред себе. Само малку да проверам. Оба. Некој зазвони на телефонот.
се јавува на телефонот од кој што одам во живо. Може да се јавите, кој знаеш на памет бројот, 071. Не, Веќе е пуштен ветер. Да? 258-487. Така. Значи, кој сака да се вклучи во емисијата, треба да се јави на 071-258-487 и на тој број може да се вклучи во емисијата. Говориме за овие дешавкиве сега. Имаше провокација од американциве кон кинезиве со Пелоси. Што будно го следа сите слетувањата и Така. си слета, се видеа се луѓето, си одлета И твое мислење за таа дешавка? Моје мислење? Веќе нели Ако кажеле дека ќе го путна, треба ли да го путна? Или најмала рака ќе го носат со тие нивните авиончиња за да не слета. Зашто ќе те тепам, не дојди, ќе те тепам и ти ќе дојдеш и ќе видиш ти. Што е тоа? Да, ама има па една друга работа. Американците намерно провоцираат со Пелоси за да дојде до тие авиончињата нивни, ти што викаш, да не и дозвола да слета, за да се вклучат овие другиве авиончиња што следат и да дојде до конфликт. И на тој начин, целиот мовет Кина е паметниот попуш. па условно речено да. Кина е камениот мост кој што се руши кога јас поминам. Кој што попаметниот попушта. Ако сум по-паметен, нема што да... Во шах, кога се игра шах, тогаш се дава пијун курбан, за да може да се даде Пелоси е угодно. Јас мислам дека со овој потег на Кина одигра многу паметно, за да биде сега, да кажеме, не земјата која што произведува кризи, од која што се плашеа дека ќе употреби нуклеарно оружје, туку дека е паметна и мудра земја, која што не потпаѓа на провокации и која што со својата мудрост ќе им врати на американците. Веќе денеска има некои санкции кон Америка од страна на Кина. Мудрост. Кинескиот пазар, кој не е така за првање што викаат. Види, 1,300,000,000. Се беше вично за Кумановецот кој сакал да се бори со кинезите. Да. Отишол кинезот и вика, добро, и колку луѓе сте, вика? 40.000. А вие 1,5 милиарди. Веќе ве закопамо, бе. Баш така. Да може пешки да тргнат кинезите и да дојде како на игра стратегија, кој има повише пешки визови, тој. Па најверојатно така. Како и да е, општо во историјата Кина никогаш нема освојувачки војни. Дури и кинескиот зид е направен Како ги гаѓаат толку мали. Тоа се толку многу ги промашуваат. Не може да ги погоди. Иначе, да се вратиме ние на домашно... На домашниот пазар. На домашниот полниот пазар. домашен пазар. Што мислиш? Дали е паметно ова што се бара референдум? Референдум? Да. Да се потврди на референдум дека ти си паштет. Јас не мора лично да потврдувам. Не знае и добрата и лошата страна, како паштета. И го знае точно моето мислење кое. Референдум у глобала, според мене. Како опција, не ја разбирам во прво зашто. Како второ, варијанта
имавме референдум, требаше да има толку, се освоија толку. Го прогласивме за успешно. Како, така ли? Кој 2018? Не беше успешен. Тој референдум не беше успешен официјално, затоа што не искочија 50% од гласачите на избирачкиот список. Арно Ама го сменија името со 2/3 во собрание. Значи не со референдум. Што значи по некоја логика, ние сега да одиме на референдум, треба да имаме 900.000 гласа. Да. 900.000 луѓе да искочат на референдум. Да излезе. Да. 900.000 да искочат на референдумот, според мене, е мисловна именка, од проста причина што на последниот попис има 1.800.000 жители, а на избирачкиот список има 1.800.000 избирачи. А во тие 1.800.000 жители што се на пописот, таму се и деца, и малолетници. Значи ние што не може да скратиме и ревизираме. Кога постои Груевски двотрен списком, мислам кој имаше 65. Мислам дека имаше излезено околу 800.000. Од тогаш наваму, од државата, од тие 800.000 се оселени 200. То значи ние од тие 800.000 што тогаш некој ги натера да излезат, никој не ги натера, сами искочи. се вртувате некој или нешто само по себе или слично, сега имаме ние и 600 многу. Многу е што. Јас викам, груба проценка, не стајкам. На толку улици, споредни, не главни, споредни. На секоја споредно процент 1,5 човек вали. Стајкам си со 1200 и нешто куќи. Да не одиме подалеку. Имам аргументи и тврдам за моето население. Да одам подалеку. Мање више тоа. Јас викам дека наместо што се бара референдум, многу појаќе и подобро би било кога би се барале избори. Затоа што изборите би биле референдум. Точно така. Затоа што тие што се за бугаризација, тие што се за француски предлог, тие што се за сите овие глупости што се измислени, предлози, протоколи, не знам што, за македонецот да биде коса црта, би биле референдум, тие што се за тоа би гласеле за владеачкава структура. Оние кои што се против, кои што едноставно не прифаќаат француски предлог, не прифаќаат француски под наводници протокол, пошто сето тоа е бугарски предлог и бугарски протокол. Од бугарите, французите да го прочитаат. Така. Тие би гласале за денешната опозиција. И мислам дека на изборите, кога би се кажало дека изборите се референдум, тогаш би искочиле сите што се заинтересирани за Македонија како држава, дали со европска замисла, дали без европска замисла, дали со бугари, со француски предлози, со било што, сите ќе искочат на тие избори и ќе се направи референдумот, ќе се знае кој на што е. Ако победи опцијата против, кога ќе си дојде на власт, кога ќе се формира власта, наједноставното решение е го поништувам договорот и крај на причата. И едниот, и овој другиот преспанскиот договор, затоа што и преспанскиот договор е нелегитимен и нелегален договор, затоа што не е подпишан од председателот. Тогашниот председател на државата. Затоа што и по закон и по устав таквите меѓународни договори ги подпишува исклучиво председателот. За на која основа ние се водиме по тоа име?
Јас стварно не разбирам. Административен, како бугарите 41-а кога дошле и кога биле администратори тука, не окупатори. Не, они никогаш не биле овде. Значи, за да бидат како администратори е истата таква администрација сега ни ја спроведува за да бидеме тоа на СР. И да се направи најголемиот парадокс, пошто имаше веќе еден парадокс, од Шпанија кој ќе тргнеш во Европа на исток, стасуеш у Западен Балкан. Или малце нелогично. Ништо нема логика. И сега у тој Западен Балкан кој ќе тргнеш на југ, да стасаш у Северна. Мислам, ненормална работа. Логиката е нула. Јас прво... Пример, извини, во Бугарија, според сегашната ситуација, во Бугарија сонцето заоѓа на север, а во Албанија изгрева на север. Јас знам дека од кога постои светот и векот, сонцето изгрева на исток, заоѓа на запад. Затоа е исток-запад, изгрев залез. Кога сме веќе во страните на светот, искрено, овие што стварно не разбирам дали има фамилија дома, или дали има свое дете што нели тато, како бе да бидам богат. Не бе детето дома лично, дома жена, дете, син, керка, нели мајка, татко, има сите. Како тој излегува дома со која лице? Ете, керка му на таче била против францускиот договор и одеднашка сега била за. Што значи дека тато дошол, брзал во шамара и детево како дете, пошто зависи од него, мора да каже да, јас сум за. Како може бе тато да ми каже за што да Па си бил мал, како не може? Искрено да ти кажам, тато е комуњар, со тапија. Ама до кога? До моментот. Така, јас сум дете од комуњарска фамилија. Добре, скоро сите се деца, сега се изнакотија еден куп деца на... Да го видам татко ми на таа говорница И да каже и да дека... кажува дека татко му, дедо му биле бугари и дека ја ќе бидам бугар. Од првото доаѓање дома ќе го пјукнам и ќе спијам на улица. Ако ми е татко, ако ме створил на овој свет, јас тоа не го разбирам. Со што живеат у себе? Немаат ништо у себе. С обзир дека, пример, У гроб кој ќе отидат, ќе се превртува у гроб. мислам дека Нема ни мир да црвите има нема во да гроб. ги. Мислам дека ни црвите нема да ги. А еве, чист пример дека немаат ништо у себе, тие Стево Пендаровски, председател. Отиде на поддршка на ЛГБТ, не отиде на поддршка на Ченто во Скопје на площад, пошто него по тоа ротирањето на функции, негов ред беше да биде во Скопје. Видиш, Стево Пендаровски мора да оди на тоа. На кој? На виночитот. Абе, може. Се с обзир дека може да е обратен. Вака сега ќе ти кажам. Ако ти имаш во фамилија Слава, ќе појдеш на Слава. Дали ќе појдам на Слава? Кажи, која фамилија? Слава зборам. Куќна Слава. Па еве, пример, ако во фамилија имам некој Не да се... зборам за куќна Слава, буквално. Рад за куќна слава, значи некој во фамилија да имам да се омужил за некој муслиман, разбираш, јас на Бајрам нема да може. Каде, ама, ја пред поинтата, еве јас Славам Петров. За да викнем на Слава, ќе дадеш на Слава, така? Ана Петров. Затоа што ја почитуваш пред за верата, тоа што е црквата с лично име. Да сега значи он има нешто во фамилија тако и мора да го искочитува Па тоа. не е тако. Он ЛГБТ, педеризмот, пошто не ЛГБТ не е македонски израз. Македонски израз е педа. Значи, педеризмот, поддршката на педеризмот е исто како некој да сменил вера. Па добро, види, абе, знаеш само што е разликата. И тоа не е ни тоа, затоа што само што го дури отидеш на свадба. дури и поубаво е да се смени вера отколку да се биде педа. Затоа што педеризмот е научно докажано дека е психолошки проблем. Добро, тоа може на некој му е убаво.
Тоа не, Разликата не надлагаме во тоа дали му е убаво или не и што он прави дом. сигурно, абе разликата е само на свата, кога ќе стартува сватата, баба ти сете ми лизете, ништо не. И за таа страна, и за таа, ништо нема разлика. Освен во главата. И уште една работа исто што ми смета на тој педербал што го величаат, парада на гордоста. Тоа не е парада на гордоста, тоа е парада на порнографијата. Затоа што они сакаат да бидат рамноправни со стрит, луѓето со хетеросексуалците, ама хетеросексуалците не прават журка кај што се соблакаат голи и кај што прават перверти работи. Како може да биде рамноправно со тоа он што се соблака голо и што се шета по улица голо? Мислам дека треба и да сватиме дека све што се прави каде што има кордон на полиција да те чува може да прави што сака. Ја и сега да се согласиме овдека, голи да ми простат гледачите. Жуто комбе ќе дојде жуто комбе, ќе дојде полиција, ќе дојде. Но ја и не сме заштитени. Заштитени се тие, ги сега 2 август или ден, тие се заштитени, ние не сме. Или сега може да дојде полиција и да рече кој се вие, ајде. Така? Ги видели на 2 август? Ги видов. Браво. Сега, за тие лица, со име и презиме, не нема ништо. Па штета може да го викнат устаник за неистрашување, зашто пишувал статуси. Знаеш за моите статуси, стариот презик, што го немам. Ми викаат на полицијска станица за службен разговор, ми вика, ти вика, имаш говор на омраза, навредува, тоа добро. Каде е, викам тоа, и ми ги отварат статусите. И мојот статус прв вика да даде Господ со парите што ги взимаш од државата, да ги трошиш во зегин да ти биде менса. Каде, што има тоа, викам, не е навреда. Ама, во благослов бе, Јас можам да полнам. Каде е тука омраза? Ovo на омраза нема. Или, зашто вика сега, бугарки ве ги вреѓате. Не ги вреѓам, јас плаќам. Сум плаќал? Татко ми, чичко ми, дедо ми. Бе, јас сум плаќал? Еве сега ќе појдеме покрај патшишто, што е многу од тие, и еве некои на некои од порталите гледат, се убацуваат новинарчини. И ја му пуштам сликата што личи на мој роднина. Му викам, сигурно мајка ти било на пазар. Продавала алва, пошто викам моите роднини отидоа со 20 марки во Бугарија и дојдоа со 5 кеси бомбони, алва, лично. И му дам, вика да види. Стварно човекот личи. И викам не. Еве ќе ти кажам една друга спореда, една друга слика морам да ти ја доловам, каде што се надевам дека е правен од Македонија. Човек Он не е Македонија. Вака, чекай. Дали се гледа? И треба да се гледа. Значи ова е некој фамилија мешал прсти. Гледа да. Јас не измислувам топла вода. Го прашав, татко ми вика да, сум шетал во Бугарија. Дедо ти шетал во Бугарија. Дали се гледа? Верувам дека се гледа на снимката, дека едниот си ти, а другиот е Каракачан. Сега, дедо, Бог да те прости, ама што е? Си чепкал и по Бугарија. Крав си е крав. Бранко Николовски ни пише дека договорот со Бугарија е последица на договорот со Грција за целосно уништување на Република Македонија и македонскиот народ, но и за поделба од страна на источниот и западниот сосед. Бранко, јас лично нити едниот, нити другиот договор нешто не ги признав. Не ме интересира за тоа што се нелегални
а тоа е дали имаат желби источниот и западниот сосед за било што тука да делат или да прават, ќе треба да пробаат, како еднашка веќе што пробале 41 да делат, да прават, па ако успеат да го направат тоа, тогаш пеќе, ама ја мислам дека има доста доволно луѓе кои што нема да го дозволат тоа, и така? Кој што крц. Македонија е доведена на работна граѓанска војна и се работи со нервите на пак ќе кажам малку останатите македонци, затоа што другите, да не кажам исплашени, не знам како да се изразам, а да не се навредам самиот себе, затоа што еве случајот 27 август е настанато тоа да ги исплашиме луѓе. Барем јас така го замислам, ги исплашиме луѓето и после тоа ги нема луѓето протест и слично. Може и примети протестија задни, кога беше инцидентот или ова, утре дента преполовен. И тој народ се доаѓаше тоа, се плаши, се повлекува. Јас не викам дека се плаши, дека се повлекува, туку дека секој еден народ, сегдека во свет, нигдека не искача сам. Нигдека. Значи, мора да биде организиран од некој. Водич. Има водич, значи, пошто Небадијала и во Библијата е напишано дека народот е овца, да се споредува со овца, не заради интелигенција, туку заради начинот на функционирање. Овците, ако немаат овчар кој што ќе ги води, џабе се кучињата околу да трчат. Овците нема да знаат каде да отидат да пасат, да јадат, за да може да дадат млеко. Џабе ќе јадат кога нема да имаат овчар кој што ќе ги измузе за да дадат. Според тебе ќе се случеше да го клевеат кога да Христијан Мицковски и Левица лидерот. Значи, на почетокот тие протести беа организирани 90% од ВМРО-ДПМН и 10% од Левица. Мислам дека има и една изјава на Христијан Мицковски каде што вика дека јас ходам со подишен граѓан. Не сум ја сретнал таа изјава, да ја сретнев, Бога ми ќе му го каже. Затоа што кажа, јас слушам изјавата, јас ќе одам на протестот, ќе одам како Христијан Мицковски. Да, ама он не може да изгледа, не може да свати дека он, Христијан Мицковски, е дома сам. Од моментот кога е избран во Баландово за председател на ВМРО-ДПМН, од тогаш навака, он е председател на ВМРО-ДПМН, политичка партија и организација во Македонија. Он веќе не е Христијан Мицковски да може... На свадба кога оди пак е... И таму е председател на партија. Значи, се додека е на функцијата, тој е исто како поп. Попот е поп, дури и кога е во Бермуди на плажа. Држи вода, не викам. Затоа што он ја представува и застапува партијата. И он не може да каже, јас ќе одам како граѓанин, затоа што он ако оди како граѓанин, по него оди целата партија, како граѓанин. Така да, она озвучување, од кај беше? Тоа озвучување беше финансирано од ВМРО-ДПМН. Логистика постоела. Тачно. Са, кога се исплаши од пиштолџијата кај Мавровка, ти што викаш, през помалце народ имаше. Да, имаше помалце народ, затоа што едноставно се немаше доволно средства за да се покријат трошоците за луѓето од надвор да дојдат во Скопје. Добро е, јас ништо ќе зимам да речете Јурис према Покачи. Не. Не се разбереме погрешно. Општо било каде. Нема зошто да кажува према собрание или према Покачите или било каде. Луѓето што искочија надвор, он требаше да ги повика, дајте ми поддршка. Тука, на улицата.
за да се покаже бројноста за поддршка. Не да се влезе у собрање, не да се тргне по пукачите. По пукачите треба да тргне и тргна полицијата. Дали закасни, не закасни, битно тргне. Во собрание има пратеници. Тие пратеници, секој еден пратеник, во просек е 10.000 луѓе. Имаш изборни единици каде што е 7, имаш изборни единици каде што е 15. Значи во просек еден пратеник застапува 10.000 луѓе. И во собранието нема што да бараме ние како луѓе внатре, како цивили. Значи таму е мојот пратеник, кој што ме застапува мене и останатите 10.000. Они внатре треба да се степат. Наше е на улица да им покажеме дека имаат поддршка од нас, они внатре да го одбранат, да ја одбранат државата на зелена маса. Ние надвор ќе ја браниме, они внатре. И они не требаше да искочат од собраниската сала, него требаше физички да не оневозможат гласање. Физички да го оневозможат. Тоа е демократско право, да тропаат, да лупаат, да кршат, да прават. Они се пратеници и се тамо за да... Пред имаат имунитет? Да. Имаат имунитет? Да. И ние, како народ, немаме што да бараме внатре во собрание. 27. април не изигра, ни ја отвори Крсто Муковски вратата, за да влеземе внатре. 90% од луѓето што влегоа внатре, влегоа за да видат како изгледа собранието внатре. Крсто Муковски си А Крсто Муковски си го наполи джебот. си лапа тендерчине. Така. И луѓено 200 години ги осудија, а тој што ја отвори вратата за да овозможи они да влезат, тој си е Раат. Причинителот е Раат, Да. а тие што се прочетале во Така. глобалата. Значи, тоа не е да се предизвика страв на народот. 2018 на 2 јуни беше организиран голем протест. На 2 јуни. После тоа во септември се смени името. Значи, не сакаше да го повика народот да го одбрани името. И тие 8 пратеници. На референдумот 2018 истиот тој што викаш, рекол јас ќе искочам како граѓанин, повторно искочи и кажа кој како сака така нека гласа. Абе нема кој како сака, ти како политичка партија, како лидер на таа партија, ти си тој што треба да кажеш. Што е правилно, како е правилно луѓето да направат. Ти се бавиш со политика, луѓето се бават со земјоделие, со други естафи, со други занати. Тука има и друга страна. Како викаат за 27 април? Кај Груевски сега да ги излезе? Абе, кај Груевски у Будимпешта за да спаси жива глава. Затоа што јас го разбирам тој човек, затоа што 87-ма јас избегав од Македонија, се вратив 91-ма. А тогаш бев побед. Имав 17 години. Кој избегав? Не е така едноставно. Можеме да минимизираме до утре. Не е баш така едноставно да преземеш одговорност. Да, лидер, јас го разбирам. Не е едноставно ти да преземеш одговорност и јас да преземам одговорност. Он преземал одговорност со самото тоа што се нафатил да биде лидер на политичка партија и организација. Мада мислам дека негде држи вода, Ако не сака, ако нема муда да преземе одговорност, нека се повлече, има кој може. Груевски да не презимаше одговорност, немаше да владее 12 години. секој е. Ја кажа, на Груевски грешката, првата грешка, му е кога му дошол Заев да му каже дека има снимки, што не го решил по кратка постапка. Само да ја затвори вратата од надворешна страна и да го изведе темница. Тоа му е првата грешка. А втората грешка му е после тоа кога ги осетил ножињата во грб, што фино лепо не земал сабјата и да си ги извади ножињата од грб и да ги скрати. Сите ножиња.
И Груевски се уште ќе беше тука, а луѓе во 27 април немаше да бидат у затвор. Само тие му се маните на Груевски. Сума Самаре, Ебаниот Ебан, не. Ебаниот Степан. Не е така. До утре да си млавечени, тоа е тоа. Не така се прави. Знаеш како се прави? 2 август. Товараш автобусите со европско знаменце, нафта, што се смеја за сендвичите на ВМРО ДПМ. Да, и као стока што е товарат. И собрани, да не кажам националност и слично, што навредливо. И после тоа ги видовме и сите луѓето на слика, со име и презиме, се надевам, може, им тек не барем да ги викнат во станица да ги прашат како, што. Па нема да ги викнат затоа што тоа е финта на Зечевиќ, брат. Затоа што 90% од тие луѓе, пошто заради нивните досиеа, што има кривични пресуди, кривични одговорности, кривични дела, не може да бидат дел од МВР. Сега, пошто не може да бидат дел од МВР, на Зечевиќ му текнуе и ги става у затворска полиција у шутка. Исто е, ама не е исто. Обичниот народ не разликува значка полицијска и значка затворска полиција, пошто се многу слични. И кој ќе му каже затворска полиција, за него е полиција, дали е затворска, дали е обична, дали е шумска полиција, за него е полиција, за обичниот народ. Што заклучиме? Македонецот си страда од своето. Се додека не се појави еден муж, како што беше Тодор Александров, како што беше Никола Груевски, па да им го каже планот, како изгледа, за да не страда македонецот. Затоа што македонецот, она јад што го гледам, па да не претерам повеќе од половина, значи едва и чекаат да го решат овој проблем ljudski onaka како што треба да се реши. На сила да се одговори со сила. Не можеш клин кој ќе се забиеш, не можеш да го молиш клинот да извади, искочи. Него му ставаш друг клин поголем, лупаш и искача клинот. Не ли е така? Јасно ми е. Можеме тука до утре да се збориме. Ние што сме огорчени. Че ја видам, кој е пишал психо... Пицан, пошто разговарав со човекот, затоа не можев да ги читам коментарите. Телефонот ми е свртен со задната камера снимам, а на лаптоп ги читам коментарите. Владимир Пуѓа, поздрав до паштета. Поздрав до него. Бранко ми вика, прочитај ги другите коментари. Ќе се потрудам. Маријан Пицан од Кратово вика: психо, јас не видов во парламент некој да е против тој француски договор. Никој не видов. Бранко Николовски вика: прво што треба да се направи, тоа е раскинување на договорот за Грција, не само поништување. Па, што е раскинување, што е поништување? Тоа е прва работа. Втора работа, кој ќе го раскине или поништи? Значи, повторно, мора да има некоја политичка партија што ќе искочи и ќе каже: јас ќе го поништам или ќе го раскинам тој договор. Значи, ние сите знаеме што треба. Поентата е што некои мислат дека не знаат како тоа да се направи.
Горан Стојановски вика 50% од изиграчкиот е 907.000 плюс еден гласач према да искочка. Лола Ќосето не поздравува. Фала на Касап што кажал на Пицан дека не можем во моментот за тоа што разговаравме. Вака така се проведен сад. А? Нели? Многу брзо. Добро, имаше и што да се каже, да се поразговара и слично. Така како мој редовен гледач и подбуцнувач онака со коментарите. Ајде да те видам сега буцни да те видам нешто. Ајде. Гледаш колку е тешко пред камера? Не е баш тешко, едноставно се седиш и тоа што го пишувам, а ти ми го враќаш попратно на читајќи ги пораките. Не е така. Не дека е едноставно, не викам не е, по-друго. По-друго е од дома кога се седиш, раат, брати, стартарно. Ще прнем со 3 раки. Чекај сега. Сега ќе ти го кажам планот. Добро, интересно квалитетно емисија. И кафе. И кафе ми стаса. Ала речеш бе постегнати ни кафени вода ни дадов вода. Вода ми дадовте, не. И една Прво, миша колку раки имаш и тебе ми рече дека си на Кока-кола. јас сум Кока-количен. И Кока-кола доби. Не. Ако сакаш уште една Кока-кола, од мене за паштета. Кажи ми една друга работа, сега ми текна. До пред година две, од прилика. Мислам дека најмалце 2 пати годишно пишувавме за проблеми и инциденти во 60. Се случуваат уште или Во Стајковски, со таа 65-та имавме проблемот многу одамна, но дојде до едно решение, каде што се согласи за локална власт, се примија контролори од УКА, од Сингели и Чудова, и сето тоа се сведе на минимум, многу минимум. Но после тоа не се дојде нова локална власт, нови паметни директори, раководни луѓе, и сето тоа го отстрани. Повторно се вратил на старото. Има сега летово е мирно, нема шеста година. Здрави од 1 септември, што Господ напред се надеваме дека нема да има, али да се надеваме дека и во ЈСП ќе имаат слух за овој проблем? Ние имаме стално координации такви и состаноци со јавните предпријатија, но како местна заедница, каде што ја укажам тој проблем, се надевам дека поголемиот дел од тие луѓе што се прили тој одбор на директори и раководни луѓе го знаат и знаат дека било подобро и се надевам дека пак ќе го активираат тоа. А дека ќе се реши проблемот ќе се искорени нема. Тоа го знаеме, затоа што знаеме кој моментално во државата. Пак еден вид на полна тема. Да, за се има решение. Да, но кога беше тешкото, тогаш беа сите заедно. Тогаш ја немаше таа болка. После тоа исто кога беше проблемот со струјата, кога додав кога снимав тука. Повторно двете местни заедници заедно беа како обединети, да кажем. Во тој случај бевме обединети од друг аспект, затоа што играчката беше друга, а проблемот беше заеднички. И ради тоа што бевме инволвирани двете страни, двете местни заедници се решили на таков потек.
го решивме проблемот малку за 3 дена. Бидејќи првиот пат ние бевме сами тука. Не, поентата ми е во друго. Нели може да седнете повторно, двете местни заедници, и да го најдете решението на проблемот? Едното е тоа и е створено не еднаш, 100 пати, но Пошто верувам дека и кај нив во местната заедница има луѓе кои што се почитувани, значи од самото население, и од дека во Стајковци има луѓе кои што се почитувани од самото население. со бројка 4000, 5000 луѓе. 5000 не го сагаат да се. И не знае дека примереве Паштета се начитал и Гајле мој ќе направи проблем. Ќе го направи проблем, па после на компромис, на решавање, на смирување тензии. Да, ама условно речено, ако Паштета го издаде еднаш 2 пати, колку и да се начука, ќе мисли да не направи да не го издаде пак. Да го издаде си има... Не зборам за... Јас зборам да се реши проблемот меѓу луѓето. И кај Паштета, и кај Хасан, да кажам. Не дека не. Затоа реков, почитувани луѓе и од Сингелич, и почитувани луѓе од... На многото инциденти, ние имаме доста добра соработка со местната заедница Сингелич. На многото инциденти сме седнувале дај најди го човекот, да има проблемот, кој бил кривица, меѓу другото што МВР треба да си го реши како проблем или како јавен ред и мир, ние го решаваме тука за да не добие насока на продолжување на тоа. Значи да се остане тоа, се десува, нели, да остане толку, за да нема после па јас ке ти вратам, Да се враќа, да. да нема За тоа збор. у глобала 100% од тие случаи се решени прво меѓу себе и местните. И добро е што функционираат така. Ме радам. Општо со другите институции како функционираат, пошто си Еве, јас представник ова ми е местната последна година од како сум дел од местната заедница. Во октомври се изборите за местна заедница. Јас имам доста тешка задача, бидејќи познавајќи го Паштета и мојот драг поселанин, да кажем, тогашен градоначалник, имавме соработка доста добра, да не речам ич, бидејќи едноставно немаше слух на тоа што Паштета не бараше да се збогати, не бараше за него, но бараше за нашето населено место. Значи си бил и рекетар и ти, Јас сум рекетар за моето населено место и за неговото. Ама сега Паштета поминува по улица и го боли раката. Дали со кола или пешки или да стаса до дома довез запалење на мушта. А некој поминува со новиот джип на белскиот нов и вози вака. Да, и он довез запалење, ама на Едно време, во ова наша Скопска Црна Гора, има викот наша во горе, и едно време носеа луѓе материјали. И баш никневе, баш овде стојаш, стално си го чистам по линија, заслужил некој да прави, и поминувал лада нива, со 2 джакчи на цемент. И не намерно застане тука. Викам, едно време носеа до горе, сега мораме и сами да одиме. Така се комуницираме, ние сме пријатели. Мојот татко и јас сме стварно пријатели. Ама јас увадав 40 дена, не знам колку памтиш на мојот фейсбук, со све добро што направил во својата кариера. Ете, тука сум, јас сум кој Александар Петров тука се тука. Јас имам чисто обрат. Ниту еден аргумент не ми е измислен. Или многу луѓе ме бе срамота, не е убаво така. Тоа е реалноста, луѓе. Откако Кога се кажува вистината, веруј ми, одлично искуство ти кажем,
најубава работа е да се кажува вистината. Тоа е најубава работа. Не е убаво да се лаже. Сиго, Така да да, бидеш градоначалник на општина Газибаба и да бидеш од Стајковци и да не направиш ништо за Стајковци, и да се китиш на тоа што Советот ти изгласал пари да направиш градинка во Стајковци и да кажеш да не беш ја што ти во тој состав на таа локална власт, ако не дигне Советот, ти си шеташ со рацете у джеп. Он направил, не викам не, направиш нешто во зборови, направиш со декатон. Да не отварам теми, тие се болни теми, може и да болат. Единствено да, кога бил Борче градоначалник, е направена градинката во Стајковци, со проект на локална власт на ВМРО да помане, тогаш Антони Трајковски, и со глас за пари од Советот на општина Газибаба од ВМРО да помане, мнозинство, е направена градинката во Стајковци. А тоа дека Борче направил е турска серија со лош крај. лошо. Добро, Паштета, фала ти многу. Фала и на тебе за покарата. Драго ми беше што ете на првата емисија ти кажа слободно кога сакаш И бирај. мене ми е мило. Го Ти погоди благодарам. датото и времето. Убаво. Ти благодарам што ми помагаш на еден начин да ја направам погледа на емисијата. Драго ми е. Така да, фала многу пријатели мои што ме гледавте. Јас ќе ви посакам лека ноќ, убави сништа, мирна ноќ и да е жива и здрава Македонија сега секогаш и во вечни векови. Поздрав! Живее Републиката. Ова.